Почитувани граѓани, значи денеска ќе одржиме отворен парламент, што е дел од обврските на нас, пратениците, избрани од граѓаните во Собранието на Република Македонија. За жал, на почетокот на оваа денешна наша граѓанска дружба со граѓаните на Република Македонија, со граѓаните на општина Струмица, општина Василево, општина Босилово и општина Ново село, морам да констатирам тоа што постојано го констатираме како опозиција, дека представниците од позицијата, од ВМРО ДПМН, представниците од општините каде што ВМРО ДПМН е на власт, од локалните самоуправи од Василево, Босилово и Ново село, представниците од владата ги нема за да поразговараме заеднички со граѓаните, со нас како опозиција, на оваа важна тема која се однесува на земјоделските производители, на земјоделското производство во Струмичкиот регион. Сигурно дека од оваа тема, од оваа дискусија, од оваа размена на мислења, ќе излезат одредени идеи кои што ќе бидат корисни за сите. И за самите земјоделски производители, и за нас како представници кои што може за нешто да се избориме за одредено законско решение, одредена законска промена во Собранието на Република Македонија и секако тоа беше во интерес на сите граѓани и на Република Македонија, посебно на Струмичкиот регион, кој што генерално се занимава со ова земјоделско градинарско производство. Од тој аспект апелирам на колегите од позицијата, од ВМРО ДПМН посебно, бидејќи тука ги имаме 4 пратеника во овој наш регион, да на други вакви средби се појавуваат, се со цел да не само во Собранието на Република Македонија, туку еве ги користиме овие граѓански иницијативи за да може да ги размениме мислењата, за да може да ги размениме фактите, аргументите и да дојдеме до подобри решенија во интерес на граѓаните на Струмичкиот регион и на Република Македонија. Па добро, ова е мобилен парламент, значи ова го организираме вече. Мислам дека со 4 парламентарни состави од 2003 година уште е почнато. Целата идеја е да воспоставиме директна комуникација помеѓу граѓаните и помеѓу институциите. Вообичаено ги покануваме сите што се представници од општината, ги покануваме значи локалната самоуправа, пратениците од оваа средина, од владата, значи сите представници и граѓаните кои што на дадена тема разговараат, посочуваат и бараат одговори од институциите, така што се она што тука ќе биде кажано, ние потоа го пренесуваме без оглед на тоа дали некој дошол или не дошол, го испраќаме до пратениците, до владата и проследуваме понатаму како, дали ќе биде само тоа формално, демек поставија прашање или како ќе се дојде до тоа решение, така што во речиси сите градови низ Македонија тоа се случува. Ова е проект кој што е подржан од Европската комисија, Граѓанската асоциација Мост постојано е во комуникација со граѓаните, токму нели и од името Граѓанска асоциација, на релација со институциите во функција на демократизација на општеството.